Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вечерашниот гостин, мој и ваш се разбира, е универзитетски професор, поранешен амбасадор, иако велат поранешен амбасадор, секогаш амбасадор, интелектуалец кој што влегол во она фаза кога работите низ ги гледа низ една призма од би рекол блага иронија па до прилично гошлив цинизам, се разбира, мислам на професорот Звонко Јанкуловски. Добра вечер. Добра вечер. Добре најдов. Професоре, имаме широка лепеза на теми за кои што би разговарал со вас. Се разбира, јавноста е прилично возбудена околу ова што се случува со криминалот, со мазутот, кој што сега е акцијата полициска и натаму практично трае 11, има приведени, пронајдени се пиштоли, мобилни телефони, муниција, пари и така натаму. Меѓутоа главното е дека очигледно подолго време не труеле со неквалитетен мазут, нешто што буквално ја уништува и онако преубавата животна средина во Македонија. И некако работите се концентрираат на ова прашање, особено што меѓу опсените има луѓе кои што се познати во јавноста како сериозни бизнисмени, некои со политички бекграунд. Меѓутоа, додека мислиме на оваа работа, се случуваат други нешта кои што Македонија ставаат во една специфична ситуација. Тука се разбира, мислам на ситуацијата меѓу Европската Унија и САД и ова што сега се случува со преговорите во Ријад, со наоружувањето и така натаму. Јас би сакал нашата дебата во тој правец да оди. Не би сакал да за почеток да го прокоментираме ова со криминалот, со мазутот, еден вака став на човек кој што нема директна врска со таа работа, меѓутоа има свое мислење за се. Немам директна врска, меѓутоа сите имаме врска затоа што дишиме заеднички воздух, а воздухот очигледно во последните, не знам више, години, многу години наназад е очигледно загаден, така што и сметност е зголемена. Што се поставува прашањето не само за криминалот во контекст на она што значи набавка, неквалитетен мазут, високи заработувачки, туку се работи за многу пострашно, за индуцирани убиства на луѓе во Македонија поради загадениот воздух, односно заболувањата кои одат заедно со тоа. Што значи, вистина е тоа, мислам сите знаеме дека воздухот во Македонија некој го загадува, дури и там во средини кои важат за релативно чисти, релативно еколошки средини, и тие видовме дека се загадени, така што се поставува прашањето во иднина, нормално овие личности, ако рековте се познати, не ми се познати, мислам, бизнисмени кои на овој начин го стекнале своето богатство, е далеко тоа дека може да заслужат почит во економски дел на, што би рекол, конкурентност и на пазарот. Ова покажува сериозноста на власта во поглед на бојбата со корупцијата и бојбата со криминалот во Македонија, односно во контекст на луѓето кои многу брзо се збогатија и во основа ги срушија сите вредностни критериуми во државата во поглед на, ако сакате, и образованието, и стекнувањето позиции во државата, односно напредувањето. Така што кога ќе ги видите овие луѓе, ви станува јасно зашто младите луѓе ја напуштаат државата. Да. Кога сме кај образованието, вие сте универзитетски професор, би ви прашувал на таа тема многу, но се плашам дека ќе одиме во Можеме некој... да отидеме да, многу далеко. Многу длабоко ќе навлеземе, особено сега кога гледам дека луѓе кои што имале двојки треба да добиваат сериозни некои функции. Но добро, вие сте праишен амбасадор во Советот на Европа, и да, Ватикан. И Ватикан, да. Се познавате со овој папа? Кој што се уште Се познавам, како не, мислам, кај него ги предав акредитивите. Така беше. Така Во тоа време, значи се уште беше, тој беше тогаш, да. Јако дојдов, беше година дена назначен, работев да дојде во Македонија, јас и заминав, последната седба со папата беше ветувањето, побарав да се моли за Македонија и да ја посети Македонија, знаејќи дека оди по, тие велат, по работ на она што значи мали држави во светот,
очекував дека беше навестено дека ќе постои можност да ја посети Македонија. Веќе во мое време беше остварена посетата на државниот секретар Паролин на Македонија, така што природен процес беше дека ќе дојде во Македонија, дојде во држава која во основа нема големо католичко население, апсолутно. Население, меѓутоа кој има доста живо население, живи католици, мислам, Жива ми е верата, да. Верата е жива и испрати определен сигнал кој, ја мислам, до ден денеска ниту го разбравме, ниту се направија сериозни анализи да се види и заднината на посетата и бенефитите што може да ги уживаме од таквата посета, со оглед дека секое патување на папата генерално и новој папа посебно е дочекано со големо воодушевување меѓу верниците, таму каде што и католичките држави тоа го практикуваат, меѓутоа никој не очекуваше дека папата ќе дојде во една мала држава како што е Македонија, дури во незамисливите сценарија беше. Но тоа се случи. Тоа се случи. Не знаев дека вие сте имале толку сериозна роља во целата работа, искрено. Па деве да појдеме од тоа дека плочата што беше во чест на Кирил и Методи во Марија Маџоре, кај што сега, ако порано било во Сан Клементе, посетата на гробот и литургијата, односно давањето почести таму, сега имаме уште едно место за славење, тоа е Марија Маџоре, црквата, она што би рекол ја, молитбената црква на папата, после секој пат надвоз, оди таму и се моли. И таму имаме, поставивме плоча, тоа е дел од она што ви е работа како дипломата, да ги убедите да во таков простор да имаме свој дел, односно свое чествување на Кирил и Методи. Така што има и многу други работи, од подпишувањето на договорите за соработка меѓу универзитетите. Имаме погрешна перцепција за католичките универзитети, кои се високо образовни институции, кои се екипирани со луѓе кои сигурно не завршиле со двојка во средно, мислам да бидеме реални. Има дипломатија која е исклучително обучена и исклучително ефикасна дипломатија која функционира негде, пошто тоа го предавам, негде по оние правила и канони од 14 од 15 век, знаете, таму се мешаат вековите кога ќе влезете во Ватикан, во градот, држава кога ќе влезете, едноставно се движите низ вековите, така што чувството е незамисливо и чувството е нешто што останува за цел живот. Убаво што го направивте ово потсетување кога сме кај дипломатијата, сега, буквално пред некој ден, конечно претседателката ги потпише указите за отповикување на 9 амбасадори Чина, 8 од нив затоа што заминале на позициите без да исполнат законската обврска пред работното тело на собранието. И тоа, мислам, нема да претерувам, не верувам дека во светот има многу такви случаи. Во Европа па апсолутно не верувам, можеби знаете повеќе од мене. Така ноншалантно да се поминува преку правила, дури и во дипломатија, тоа може само ми се чини кај нас. Добро, луѓето кои ја креираат надводешната политика во Македонија во последните години, односно во претходната власт, покажат не класичен аматеризам или покажа бруталност кон непочитувањето на правилата содржани во законите и во уставот. Што може да очекувате од луѓе кои референдумот за името го прогласија за успешен, а не беше. А референдумот не беше, така што и едноставно ги штетата е на луѓето кои заминаа затоа што тие ја доживуваат казната, односно ја трпат казната за непостапувањето на претходната власт, односно неисполнувањето законските обврски. Тоа е сепак не на оваа власт, туку вината треба да ја барат кај претходната, што не им овозможила да тезите кои се составен дел на онаа постапка на подготовка и презентирање на она што планирате да го работите во дипломатијата, едноставно овој дел од процесот бил прескокнат и биле пратени надвор.
што меѓутоа и самите тие знаеа дека тоа не може така. Она кај нас понекогаш чувствува дека јас само да отидам, само да се наместам, еве не апострофирам никого. Меѓутоа таа понекогаш имам ќе ви кажат дека била блокирана работата. Нема врска, закони се закони, правила се правила. Тоа е поентата дека законите мора да се почитуваат и мора еднаш да научиме дека постапката е таа која мора да се испочитува. Мислам дека сега има и промени во Законот за надворешни работи, ќе видиме како тоа ќе се одвива. Меѓутоа, таа е моменталната позиција и овие дипломати, како што прочитав, до април треба да се вратат во Македонија. Сепак се жртви на непочитувањето на постапката која е законска обврска, која требаше да биде законска обврска да се исполни. Да. Го гледав неодамна порнешниот министер за надворешни работи Бујар Османи, кој што по мој впечаток беше во одреден период дека треба да биде таа некоја умерена линија во Дуи. Сега се појави во едно поинакво руво, прилично агресивно, поврзано со локалните избори кои што следат, со некои закани, со некои, како да ги наречам, речиси на ниво на безобразност, идеи, дека нема да дозволат ова, нема да дозволат она. И меѓутоа, интересно е дека тој е убеден дека неговото време во Министерството за надворешни работи е практично најдоброто во нашата дипломатија, затоа што како да не сека да ја види штетата што ја направил. Сега ова можеби вака е персонализација, бидејќи се работи за цело МНР, меѓутоа тој беше на позиција, претходно и Никола Димитров, буквално не сака да увидат до каде ја донесоа работата. Не треба ни да увидат, еве ги последиците што ги трпиме. Мислам, ние имаме договор со кој го променивме името, имаме договор со кој се откажавме од нашата историја, имаме договор со кој договор за добрососедство со кој испадна дека се влошија односите. Не е добро соседство, да. Наместо односите да бидат добри меѓу државите, ги влошивме. Има многу показатели кои, знаете, во контекст која анализирате надворешната политика, во основа поаѓаат од тоа начинот на кој е креирана политика, има повеќе параметри, начинот што сакате да постигнете и точно дефинирањето на националните интереси. Кога тие ги немате, а очигледно во претходниот период ниту имаше дефинирани национални интереси кои треба да ги следите во надворешната политика. Имаше дефинирани лични интереси, после изгледа. Лични и ова е малце еден вид на блага ароганција, што би рекол ја, да тврдиш дека во твое време било најдобро, кога повеќе, еве, министерот овој кој го спомнате, повеќе се грижеше за нашиот сосед, мислам, на северот, отколку за Косово, отколку за македонските национални интереси. Да не зборувам за оние понижувања кои ги трпевме од нашите соседи во контекст на непризнавањето или одрекувањето, ако сакате, и постапки кои беа далеко од дипломатски, речни кои беше далеко од дипломатски, ние неавме одговор на тоа, едноставно си го премолчувавме тоа. Во дипломатијата, кога имате такви ситуации, реагирате. Мора, така, тоа е. Ако сакате на реципрочна основа, ако сакате да бидете тоа, вие исто како во животот. Реагирате на она што ве погодува. Ако молчите, значи во ред. Велат во меѓународните односи дека државите добиваат човечки особини. Значи се лутат, се караат, чувствуваат, сакаат. Значи истите елементи кои ги имаме во односите меѓу луѓето, ги имате во односите меѓу државите. Ние не реагиравме. Колку навреди истрпевме, колку понижувања, мислам. Се случуваше од време на време да се пушти некоја нота кога апла мора. Кога некој ќе рече ќе ни пуштиме војска или нешто така. Не се сеќам дека, мислам, еднаш или два пати, сето тоа помина благо, уште, знаете, звучи се стварно, уште да им се извиневме за тоа што ги трпевме навредите како држава и како народ, да бидеме реални, затоа што кога вие навредуваат државата, ве навредуваат лично вас. И кога немате реакција од државата, во тој случај останувате сами да го голтате она што значи понижувањето кое власта ви го приредила. Верувајте, многу такви.
одете само за она небулозна, како се вика, постапка на власта кога ги шмиглаше шахтите. Да. Мислам, докаде може, докаде можеше да оди сервилноста на една власт во односите со другите држави, да прифати нешто што е надвор од памет, нешто што е на ваша територија, нешто што никој не ви го побарал, а имаше работи кои никој не ги бараше. А ние побрзавме да ги направиме, да. Ниту грците ги бара, ниту бугарите. Ние побрзавме. Па веројатно толку беа небулозни што некој веројатно и тамо не би се осмелил да ги побара. Затоа што би рекол, па не се овие толку не се толку овие. Да, вообичаено е така, меѓутоа гледате дека има луѓе кои ја ги нарекувам во моите колумни ментални слуги, кои во основа својата вредност ја добиваат врз основа на начинот на кој ве гледа господарот. И токму тоа беше карактеристика на претходната власт. Нивната вредност во основа беше во очите на другиот, отколку во очите на самиот себе. Кога имате лично достоинство, кога влегувате во дипломатија и кога влегувате во секоја служба, не е тоа важно, дипломатија, меѓутоа во дипломатијата е тоа забележливо. Го носите личното достоинство и личниот интегритет. И тој го проектирате кон соговорникот или кон оној кон кого се обраќате. Ако го немате тоа, нема што да размислувате да стапувате во какви било односи, ако сакате во меѓународниот систем. Кога го немате тоа, станувате, што би рекол ја, средство кое е лесно за манипулација. А токму претходната власт тоа беше. Тоа го видовме и во контекст на договорите, и во контекст на однесувањето, и во контекст на наративот кој ни го пласира во Македонија. Повеќе има впечаток дека имаме Facebook дипломатија, отколку вистинска дипломатија, со пароли кои, знаете, ветер во грб, Македонија ќе ја биде, Македонија очигледно со таа власт не ја бидна, не ја бидна како што тие замислува. До таму се одеше дури да се забранува употребата на зборот Македонија во Македонија. Мислам, да треба да одите во Грција или во Пиринскиот дел на Бугарија за да го почувствувате вистинскиот македонски дух, мислам, затоа што До таа мера отиде тоа што сега како еден атавизам ќе го спомнам еден момент, министерот Перински беше кај една колешка на интервју и го употреби терминот Република Македонија и новинарката го праша дали се ова провоцира. Нас не ни требаат непријатели. До таму отидовме. Нас не ни требаат непријатели од надвор. Да. Тоа е министер македонски во Македонија кажува Република Македонија и тоа би можел да свати како тоа е тој небулозен начин на размислување или ментален начин на размислување кога се чувствувате, да бидеме реални, има во теоријата некој што чита, тоа е лилипутански синдром во политиката или во надворешната. На џуџеста. Да. Кога свест. Па видете, нас со години во тоа време не убедува дека ние сме мали како држава и беззначени како држава, мали сте и беззначени колку вие тоа се чувствувате како човек. Секогаш е така. Државата и Луксембург е мал. Многу има мал. многу мали и Холандија не е нешто поголема држава, меѓутоа погледате незината позиција во меѓународниот систем и се ќе ви стане јасно. Мислам, Израел да не зборуваме, да. Тој дефетизам во надворешно политичкото представување се рефлектира и нате. Да бидеме реални, така што тоа се последиците кои, или ако сакате, тоа се штетите кои ќе треба да се амортизираат од новата власт и тоа е наследството што ни го остави претходната власт. Затоа сакав да ме прашам, професоре, околу тоа наследство, од аспектот на лилипутанството, веќе речам, дали можеби тој облик на автоинфериорност, ќе го наречам, можел да допре до одреден број на граѓани и да го прифатат како нешто нормално, бидејќи ако е така, ако зборуваме за една одредена политичка номенклатура која што прифатила таков пристап и можеби поддршка од некои новинари, некои интелектуалци, тоа е повеќе или помалку во ред. Меѓутоа, ако успееле да го внесат тоа во еден дел од општеството, тоа е веќе страшно, со тоа ние треба да се соочуваме понатаму години и години, не е доволно само да се смени гарнитурата на власт. И тоа ќе се соочуваме, затоа што
промената на името и сето што следеше потоа потврди дека тоа има подршка. Еве, со овој пример што кажавте, тоа е токму тоа. Дека ние се уште во сопствената држава имаме проблем веќе да се нарекуваме она што сме македонци. Да. Дури има една теза која ја пласира претходниот министер за надворешни работи, со која сум се карал во Страсбург, каде што грчкиот амбасадор нормално неговите реакции беа доста буредни при спомнувањето на Македонија, македонци и слично, меѓутоа тоа е друга приказка. Знам дека кажа, па што сакате, ние имаме во кавгата нормално дипломатска, сепак не кавга као што се кара на улица. Рече, што сакате, ние имаме 2 милиони македонци во северниот дел на Грција, што е точно. Меѓутоа, тие се идентификуваат по географската одредница, по Македонија. Тие се грци етнички. Ние сме етнички македонци. И тоа се обидов да го разграничам. Гледам тоа, тогашниот министер во владата на Заев, тоа го прифати како нормално. Така што, кога ќе прифатите, кога ќе одбиете етничката страна на припадноста, она што ве повезува религија, јазик, култура, традиции, култура, апсолутно. Сето тоа, кога ќе го отфрлите и кога ќе се идентификувате со регионот, во тој случај го губите етничкиот презнак пред себе. И сега сме, гледате, сега сме почнуваат да не ословуваат, пошто тоа беше бетонирано, почнуваат да не ословуваат славо македонци, што значи создавање на нова нација на овој простор во Македонија. Па и Северна Македонци. Погледајте ги, тие не ги читаат, нека ги погледаат, пошто и јазикот е забетониран во меѓународните институции и државјанството и националноста е забетонирана, нека ги отворат документите на меѓународните организации, ќе видат како не ословуваат. Знам, има вкавги за тоа граѓани на поранешна Југословенска република. Не ве пишуваат македонци. И се уште тоа, сега имав можност да патувам во една држава каде што си продолжува практиката не со новото име, практиката со тоа. Фиром. Да. И тоа е проблемот на македонската дипломатија, што очигледно дозволи да кратенката биде употребена како ословување на државата, ако сакате, во дипломатскиот речник и во меѓународните форуми. Целата придавка, односно поранешна Југословенска република, сепак го задржува префиксот Македонија и тоа беше името за привременото име за меѓународно. Привремено потраја. Потраја, сега имаме ново име кое менува комплетно се. Меѓутоа, тоа е прашање на една посериозна анализа и прашање со кое нашата дипломатија треба да се занимава. Знаете, се борите таму за признавање под уставното име, билатерално и слично, и од една сега имате позиција која е комплетно променета, сега имате име кое е географско во основа, меѓутоа име кое не е дека не било во делот на преговорите за името, односно разговорите. Секој се прашува кога станале преговори, затоа што во документот од привремената спогодба пишува разговори околу разликите за името. Меѓутоа во меѓувреме тоа се претворило во преговори. Кога не знаеме. Тие имаме таа е состојбата која е оставена на новата власт, со која треба да се справува понатаму. Меѓутоа треба да се справува со луѓе кои се спремни да се борат за она што мислат дека е исправно и за она што и како важно за Македонија, опстанокот на нацијата, односно опстанокот на државата, затоа што на овој начин е доведен опстанокот на Македонија. Ние отидовме до таму да се откажавме нашите малцинства во соседството. Па имате изјава на еден од бугарските челници дека не знаел, не бил запознат да не постоеле меѓународни договори или пресуди, нека ги прочита извештаите на ЕКРИ, нека прочита документи на Советот на Европа, нека прочита и на ОПСЕ, ако сака ќе види дека фигурираме таму, меѓутоа очигледно ние сме се откажале од со една небулозна, мислам, стварно небулозна, не знам кај читаат, вајда на TikTok се образуваат, една небулозна формулација дека
прашањето на малцинствата е внатрешно прашање на државите во кои ние не се мешаме. Па дајте, тоа е старо социјалистичка или комунистичка теза дека човековите права во основа завршуваат во границите на државите. Нема што меѓународната заедница. Тоа е напуштено. Тоа е одамна напуштено, меѓутоа таа теза дури нашиот премиер, мислам, рачунате дека кога конституирате власт, не очекувате дека премиерот се знае, меѓутоа дека има луѓе кои ќе му кажат. Има советници, има. Меѓутоа очигледно различни книги сме читале, така што можеби јас сум читал од постарите книги, но вие читаат некои нови кои. Да, вашите се бајати професоре. И уште едно прашање поврзано со, ајде да кажеме, рецидивите од минатата власт. Порнешниот председател Стево Пендаровски исто така излезе на телевизија и тука влегуваме во другиот дел од разговорот, се прешалтуваме условно кажано, рече дека Македонија не треба да брза, да се залетува прва во меѓународните односи. Премногу сме се стрчале со Доналд Трамп, колку го нарече трансакционен председател, колку ќе платиш, толку ќе имаш. Ние немаме што да му понудиме на Трамп, особено во односите со Бугарија, ништо, и немаме што воопшто да се мешаме. Потоа беше пречекан со канонада на реакции. Му порача, кога веќе зема пензија, да си ја зема и да си ја гледа својата работа, иако јас не го спорам фактот дека поранешен председател има право да каже свое мислење, тоа и треба да каже. И треба да го каже. Меѓутоа, еве, баш затоа и влегувам во овој контекст, не заради председателот поранешен, туку заради нас. Ние навистина трнавме во правец кон оваа нова Америка уште пред таа да биде инаугурирана, односно го поддржавме Трамп уште пред да стане председател. Бевме еден од малкуте кои што речиси јавно зборуваа дека таа страна им се допаѓа. Потоа се остварија низа контакти кои што се со луѓе блиски до Трамп. Сега завидливците и злобниците велат камови средба со Трамп. Добро. Не знам кај е средбата со Трамп. Меѓутоа, дали е во право Пендаровски кога вели дека непотребно брзаме и дека со ова ги нарушуваме односите со ЕУ? Па, нивната логика во надворешната политика беше дека немаме друга алтернатива. Знаете, тоа да кажете дека водите безалтернативна надворешна политика, тоа е малце наивно и малце, би рекол, од незнаење кажано. Повеќе ми личи на некој вид на еуфанатизам кој може да се спореди со религиозен фанатизам, притоа заборавајќи дека ниту ЕУ е идеална организација, така како што е конституирана, ниту води кон царството небеско. Апсолутно нема да не води. И тука би спомнал, сега ме испровоцира, има еден дел од говорот на Жозел Борел во 2022 година, кој вели, во кој говор вели дека Европа е градина која е нападната од џунглата. Да, рајска градина, така како беше. Не, градина дека тоа е градина во која е постигнат највисок степен на слобода, социјална правда, еднаквост, демократија и слично тралала. Меѓутоа, нападот веднаш дојде затоа што праша која е џунглата. Значи сите останати кои се надвор од Европската унија се џунглата, се обиде да го оправда тоа дека не мислел на тоа, дека метафорички се изразува, меѓутоа тоа беше потврда на оној што би рекол ја неоколониалистичко размислување или неоколониалистички приод, заборавајќи дека богатството на Унијата во основа е богатството, како што му спомна, кој дојде со грабежот од џунглата. Не е уместно да се каже дека е оплячкано, да. Тоа му го кажа, меѓутоа се обиде да го амортизира тоа. Начинот на размислување е доста арогантен. И во основа тоа е ароганцијата, она што кажав, неоколониалистичка ароганција, која во основа постои. Кој живеел на Запад знае, мислам, кој престојувал таму знае. Го чувствува тоа дека, знаете, сите останати треба прво да се, тоа е идејата на неоколониализмот, треба да се едуцира, треба да се култивизира, треба да се демократизираат, па после да бидат дел од нас. Од
Од градината. Од градината, меѓутоа и тогаш нема да го имате еднаквиот статус како оние кои сега да импровизирам, кои ја направиле, односно ја засадиле. Така, Бугарија секогаш ќе биде страничен дел од градината или Романија, на памет зборувам сега. Апсолутно. Погледајте што се случи по средбата на Зеленски и Трамп во Белата куќа, во овалната соба. Веднаш се собраа во Лондон, меѓутоа се собраа во сосема друг формат од оној кој... Само избраните, апсолутно. Знаете, се повеќе циркулира во речникот на, гледам и за надворешни работи Калас тоа го спомнува за земите на слободниот свет, што малце е доста нападно и доста арогантно, повторно ќе кажам збор арогантно, затоа што подразбира под слободен свет. Дали светот кој е околу нив, затоа што светот се менува. И очигледно Европа е затечена во тој поглед. Не може да одговори не брзо, туку не може воопшто да одговори на промените кои веќе се случуваат ни за години наназад, меѓутоа Европа се обидуваше да се прилагоди неуспешно, очигледно дека доснеше во целиот тој процес. Сега гледаме дека е ставена пред свршен чин во односите со Соединетите Американски држави. А идејата на поранешниот председател е токму она што ви кажав, чувството на инфериорност. Кога вие го носите чувството како човек, апсолутно тоа чувство не се меша нигде, тоа го проектирате кон надвор. Целата држава, дали брзаме или не брзаме, ние колку години више заборив, колку години брзаме кон Европската унија, меѓутоа гледате дека резултатите се одење во празен од. Во основа немаме никаков фидбек од Европската унија, само имаме додавање на нови услови за пристапување, односно за отворање на пристапните преговори. Беше името, па доаѓа мешетари, дипломати кои ја тапка власта по рамо, сменете го името, подпишете го договор. Не само мешетари, дојдоа и некои многу сериозни играчи. На Меркел дојде Па вообичаено доаѓа сериозни кога се работи за сериозно прашање, мислам за сериозна работа, меѓутоа падна, знаете, луѓе кои во основа се инфериорни, секако интелектуално, образовно, како сакате инфериорни, луѓе кои потекнуваат сепак од Калинич пијаца, нормално тоа им значи. Овие жесток став, професоре, знаете зошто? Затоа што токму таа гарнитура и себе си и рајата, намерно го употребувам зборот рајата, ги убедува, велам, и рајата и самите себе дека тие се таа интелектуална формација која што ја... Не можете да кажете дека се тие таа интелектуална. Тие инсистираат на тоа. Веќе долги децени не убедуваат сите дека од нив потекнува авангардата, од нив прогресивноста, самите себе се нарекуваат ние прогресивните. Да, државотворните. Останатите се така. Митот кој го градат од 90-та година, митот кој во основа почна со бугарските летоци, сега да ви кажам стереотипите во политиката во Македонија беа бугарските летоци, се знае, на една страна беа, како си кажа, рециклираните комунисти, на друга страна беше рајата, оние кои стварно верува во независна Македонија и оние другите кои се уште го чуваат Тито. Погледајте, имате колумнисти во некој дневен печат, на интервјуата се уште се сликаат со сликата на Тито, мислам, заборавајќи дека во црната книга на комунизмот Тито е меѓу првите, да не кажам 10, како се вика, најголеми диктатори во светот. Меѓутоа, тоа е прашање за друга расправа. Она што мене ме изненадува фасцинацијата, сепак се работи за луѓе кои може да се продаваат како такви, меѓутоа луѓе кои во основа се интелектуално инфериорни, да бидеме реални. Кога завршувате на светски добри факултети, не добри, туку врвни факултети, кога своето образованието го градите таму, кога имате некој интелектуален бекграунд, тоа не ви значи ништо. Митот за државотворноста, они си го поплукаа со откажувањето во Асном. Ако во основа наследниците на комунистите, нивните нови поколенија се откажа од своите дедовци, ако сме реални. А да не зборувам за дедовците, за историјата што е пишувана после 45-та, за која многу малце знаем и за која историчарите многу малце очигледно пишуваат. Така што
може да се фалат колку сакаат, може да тврдат колку сакаат. Меѓутоа, оваа држава има и други луѓе кои размислуваат поинаку и кои размислуваат сепак ги знаеме, знаете, се уште се некои живи, ги памтам од 90-тите години, затоа што тогаш работев на човекови права, на докторатот ми беше во Југославија, го пишував за новите концепти на човековите права, тоа се отвараше темите, знам како реагира. Ако ви ги кажам, сега политичари, дал Господ се уште се живи, ако ви ги кажам како реагира со подсмев, со цинизам, со Какви човекови права? За многу работи, тоаш ќе видите за каков тип на луѓе или карактери се работи. Тоа е нешто што не можете да го... Меѓутоа да се продава за интелектуална елита која во основа го држи стожерот на државата. Авангарда и прогресивност. Ниту авангарда, ниту прогресивност. Се работи за луѓе кои во основа се наследници на нешто што, знаете, се облекува само во ново руво. Се налицка, дотера, ново демократско руво. Слугите, она кај што служеа во еден центар на моќ, го префрлија на друг центар на моќ. Во основа истите се тие кои себе се погледајте ги. Нивното е, ние сме малецки, ние сме беззначени, дури министер за надворешни работи на држава кој рачунате дека треба да има сепак малце лично достоинство, тоа ни го немаме ние што да понудиме. Ние сме мали, зашто се залетуваме? Чекайте, надворешната политика па не е еднонасочна улица. Значи, Европска унија е целта кон која се стремиме, тоа значи ни лево ни десно не треба да гледаме. Ние во основа сме консументи во надворешната политика. Ние ниту сме активни чинители со години. Со такви не можете да бидете. И затоа сега ова изненадува кога некој покажува проактивност, веднаш е нападнат. Како нема да биде нападнат? Па тоа го загрозува целиот нивен концепт на екзистирање. Знаете, ова е многу важно. Кога екзистирате како ментален слуга на својот господар, во тој случај што очекувате? Дека ќе се промени таа материца? Одеднаш сваќате дека станувате акте. Во основа, ние не ги контролиравме случувањата околу нас во надворешната политика. Ние едноставно бевме консументи. Ние се обидувавме да го изгасиме пожарот кој надвор се случуваше, а кој директно ги ефектираше односите внатре во државата. И одеднаш вие имате луѓе кои се обидуваат да ја сменат перцепцијата за Македонија во меѓународниот систем. Чекайте, Соединетите Американски држави, ако не се лажам, се стратешки партнери. Што е залетувањето? Или со тоа што работиме со нив? Ваквото подценување на председателот на Соединетите Американски држави малце е наивно или од незнаење, или од... не знам како да го дефинирам. Трамп ја има моќта што никој у светот, малкумина имаат моќта да располага со животите на сите нас. Така е. Тоа воопшто не е за расправање. Во моментот ја проектира моќта што ја има во Европа, кон Европската унија. И ние се залетуваме во надворешната политика со Соединетите Американски држави. Европа не знае каде оди во моментот. Тоа сакав да ве прашам и да влеземе, бидејќи навистина потрошивме малку и можеби премногу време на овој дел со рецидивите. Европа е во криза, тоа е очигледно. И најмал проблем ми се чини економската криза, бидејќи Европа има насобрано богатство. Вака или онака, има индустрија која што функционира и се уште се живее пристојно, подобро од нас, подобро од поголем дел од светот. И тоа стои, веројатно, тоа се уште го контролира социјалниот гнев. Меѓутоа, видлива и она идеолошка криза, и стратешка криза, и кризи кои што доаѓаат во партнерства. Европа би сакала да игра самостојно, и мене ако ме прашате, јас сум за. Зборувам како персонално. Јас сакам Европа да биде главна. Како европеец, како човек кој што е роден на европско тло, иако Европа смета дека не сме ние баш целосни европејци. Меѓутоа, чувството е дека во новите околности потполно не се сноѓаат ниту во Брисел, ниту во овие главни центри на моќ кои што се објективната моќ, зборувам за Париз, за Берлин и за Лондон, кој што иако не е во ЕУ,
на масата е постојано. Европската унија поминува низ неколку кризи, тоа е првата она економска во 2008 и 2009 година, кога мислам дека релативно успешно се престои, меѓутоа бегалската криза ги потврди разликите внатре во концернот, односно во Европската унија. Ние забораваме дека Европската унија е мировен проект, кој во основа требаше да ги помири Германија и Франција непријателствата кои историски биле причина за војните во Европа, и така што Европа не е градена на ружи, на љубов, туку Европа е градена со омраза, мачи и крв, така пишуваат. Меѓутоа, мировниот проект е успешен. И тоа е она што ние го сакаме и зашто целта... Толку инсистираме, да. Ние да бидеме дел од Европската унија. Меѓутоа, Европската унија 2005 не успеа да се трансформира во нешто повеќе, во некој повисок политички облик на екзистирање во меѓународното право, ако сакате. Европската унија не е меѓународна организација, да се разбереме, затоа што многу ја мешаат, ги мешаат по имите Европска унија и меѓународна организација, сепак се работи за наднационална организација, меѓутоа не е меѓународна организација, каде што државите се уште го задржуваат оној национален суверенитет. Дел точно пренесуваат на телата и органите во Брисел, меѓутоа суверенитетот се уште е многу јак и присутен меѓу членките на Европската унија. И тоа се виде. Во време на кризи тоа веднаш излегува на површина. 2015 се виде во време на бегалската криза, ако сакате, прво беше Лампедуза, оној остров кај што доаѓаат емигрантите од во Италија. Бегалците каде што Италија им ги праќа совоство. Франција, погледајте го последните случувања со мигрантите, каде што Шенген е доведен во прашање затоа што се затворат границите. Повторно се затворат во национални рамки границите на европските држави, поаѓајќи од тоа дека го штитат националниот интерес. Она што поранешниот претседател разбера, дека и треба да разбери, дека оваа влада и оваа власт ќе звучи афирмативно нормално за власта, меѓутоа е факт. Стратешки го менува курсот на надворешната политика на Македонија. Затоа што ги инфузира националните интереси во надворешната политика. Кога имате флуидност во националните интереси, онаа декларација што на потреби и вредности кои сакате да ги постигнете и да ги проектирате кон надвор, во тој случај, ако имате флуидност, го добивате она што го имаме денеска, она што го имавме како надворешна политика. Прв пат имаме, што би рекол ја, реконструирање на националните интереси во нашата надворешна политика. И тоа е квалитет без оглед што сакаат да тврдат дали афирмативно или не во контекст на власта, тоа го менува текот на нашето надворешно политичко делување надвор. И за тоа се они згрозени. Замислете, ние размислуваме за Трамп. Трамп кој го поценува во првиот мандат, меѓутоа го поценува и за текот на изборите. Меѓутоа, не гледам дека веќе некој го поценува и некој си игра со Трамп. Без оглед што сака да тврдат за него, он игра тврдо. Така пишуваат во анализите кои циркулираат моментално во светот, игра тврдо, односно ја враќа политиката на сила, која никогаш не била напуштена, да бидеме реално. Но беше во убава обланда ставена. Точно, никогаш, меѓутоа ја враќа во оптек во меѓународниот систем, во меѓународните односи. Тоа е нешто што го знае светот. Никогаш не е напуштена, никогаш не била, точно, била обландирана, можеби во поинаква форма, меѓутоа повторно ги имаме оние приказки од времето на после Втората светска војна, Моргентау, теорија на реалната теорија во меѓународните односи, теоријата на силата, интересот може да го стварите само врз основа на моќта со која располагате. Моќта ви дава можност да влијаете на другите, односно да формирате интересни сфери во светот. Значи имаме Тоа е во ред, нема едно објаснување тука кој што е многу важно, сметам, професоре, а тоа е, и тоа го кажуваат и веќе отворено делови од овие неолиберални кругови во Европската унија, дека со овој пристап кој што вие го спомнувате,
сад го враќаат на сила правото кое што ги уништува меѓународните организации и им го одзема правото на слабите на некаква заштита. Затоа што во вакви околности Обединените нации стануваат бесмислени, не дека и претходно не беа нешто. Генерално ООПСЕ, не знам, стана приказни кои што повеќе им вредат на тие што се внатре за да земаат плата и да уживаат у погодности, откако некаква реална придобивка од нив. Има логика и ова што го велат, затоа што ви кажав, суди меѓу две теории, една е идеалистичка, друга е реалистичка теорија во меѓународните односи, каде што идеалистичката теорија сметаше дека низ меѓународно организирање и меѓународна соработка светот ќе се постигне определена состојба на мир, односно ќе се превенираат војните во светот, и теоријата на сила која во основа поаѓа нешто што е реално. Така вика. И кое што постои 10.000 години. Дека војната, дека мирот е состојба меѓу две војни, дека војната е природна состојба во односите меѓу државите и дека доминира во односите интересот и силата. Добро, но многу е страшно ако ќе се каже. Страшно е. Меѓутоа, пазете, во овие години очигледно Обединетите нации се во криза и тоа сериозна криза. Советот на Европа имате дуплирање на функциите со ОПСЕ, што значи постојат, некои велат, во креирање, самите креираат кризни подрачја со цел да имаат што да работат. ОПСЕ, тоа го зборувам. ОПСЕ, овдека кој беше состанокот на ОПСЕ, министерскиот состанок на ОПСЕ во Скопје, направија фама од нешто што, знаете, ОПСЕ е формиран како форум за диалог во време на ладната војна меѓу Западот и Русија. Ако исклучите Русија од ОПСЕ... Нема што диалог. Нема диалог. Самото постоење се доведува во прашање на ОПСЕ, така што точно се враќа, меѓутоа не гледам... Да, постоеше на времето, мислам, сега да не ја држам годината, да не ја погрешам, постоеше идеја за формирање на нова меѓународна организација како пандан на ОПСЕ, како субститут на Обединетите нации, организација на слободни држави, во која би влегле 70, мислам, Болтон тоа го заговараше, после стана амбасадор во Обединетите нации, на 70 држави, па го напуштија тоа. Меѓутоа, пак сметам дека Обединетите нации се центарот каде што малите држави и генерално каде целиот свет може да седне и да расправа за прашање од светскиот мир и безбедност. И се уште, мислам дека треба сериозна анализа, сериозни реформи, меѓутоа повторно се гледа дека светот се дели, односно се гледаат полугите на моќта кај кого се во светот. Но тоа го гледавме и претходно, професоре. Европа малце позаборави, она што ме разочарува, на старите книги, мислам с книгите од 19-ти, па сакате 18-ти, 19-ти почеток на 20 век, има една теорија на Маккиндер, енглески географ кој во контекст на геополитиката, во неговите размислувања, тоа е географскиот стожер на историјата, вели дека оној кој владее со истокот на Европа, владее со срцето на светот. Хартленд, да. Оној кој владее со срцето, владее со светскиот остров, оној кој владее со светскиот остров, владее со целиот свет, мислејќи на Русија. И ке спомени дека 50% од светските ресурси се концентрирани на тло. Ограничено на север со море, кое е непристапно, и со планини и пустини на југ, кој исто така му дава заштита, и во тој контекст се развиена теоријата на Артичока за однесувањето на Русија. Тоа е она што се случува во Украина, мислам. Она што и било ветено 97 година, како сега што слушаме од НАТО, дека нема да се шири, давајќи можност за стекнување независност на државите од источниот блок. Артичока, знаете како изгледа кога ги кршите тие цврстите листови, за да дојдете до срцевината. Срцевината би била Русија. Значи, сето опколување околу Русија требало да го трпи првиот удар или вториот или третиот, ако сакате, за да стигне до Русија. Тоа очигледно Европа го заборава, ја заборава моќта на Русија, далеко од тоа дека збориме за империјалната моќ на Русија во 19-тиот, ако сакате, и почетокот или на Советскиот сојуз. Меѓутоа,
самата географска поставеност, геополитика е таква што и дава моќ и во основа го имаат копчето за уништување. Па, Но 5000 нуклеарни Па, ракети. Оној дел не може стварно да ги разберам европејците, начинот на размислување и начинот на ноншалантноста кон заканите на Путин дека во случај на, знаете, кога ќе ве притераат во чош, може да посегнете кон тоа. Ако нема каде, Тоа е природно дека може да посегнете, го имате, може да го употребите. И тоа е сериозна закана. Кога ќе ви каже председател на држава дека менува стратегија, менува доктрината ја сменија цела. доктрина, ја менува, во тој случај треба да се запрашате. Има еден аналитичар кој вели што ќе се случи, вика, ако е доведен во чош и не оди на голема нуклеарна војна, туку активира подводна нуклеарна експлозија во Балтичко море, вика. Последиците, знаете ли, прашува какви ќе бидат. Како, мислам, не му е јасно како не ја сваќа сериозноста на ситуацијата. Европската унија, односно државите на Европската унија. Па што е проблемот тука, професоре? Тоа ми е мене овде главното прашање. Немање стратегија. Аналитичарот вели дека Европа нема стратегија. А сака да кажеш дека е оставено на симултанки, на, не знам, на... Не, сега се на, гледа... на Каја Калас или на Урсула фон дер Лајен. Она што ви кажав, Европа е мировен проект и таков требаше да остане. Европа во моментов се обидува, размислува да се наоружува. Многу да се наоружува. Он вели, точно, Зеленски отиде од Америка во Лондон. Сите станаа да го гушнат, меѓутоа не видовме стратегија. Гушкањето не е стратегија. На крај му рекоа ќе мора да се договориш со Трамп пак. Точно. Доаѓаме до тоа дека полугите на моќта се на друго место, не се во Европа. Не можете да очекувате од 27 држави со различни национални интереси. Да очекувате дека ќе имаат еднаков став по прашањето на одбраната и по прашањето на дворешната безбедносна политика. Во критични времења. Во она старата на кој телефон да се јава. Ваму знаете кој се. Од една страна ги имате. Сега трилингот го имате. Американскиот, рускиот, кинескиот председател. Овде кај да се јавиш, баш. Светот се менуваше, сите навестуваат, точно новиот светски поредок се раѓа, што би рекол Грамши, овај период кога се уште стариот не е умрен, новиот тешко се раѓа, вика овај време на зверови. Така е. И токму го видовме. Но сметате ли дека, и ова ми е последно прашање за вечера, помина времето предвидено за оваа емисија, дека ова е неповратен процес? Има впечаток дека некои луѓе во Европа и кај нас веруваат дека ситуацијата сега е сепак еден вид на некаков екстраваганција на Трамп и на тие околу него и дека за 3-4 години или во една блиска иднина работите ќе се врата како што си беа и тоа е тоа. Убаво нека размислуваат, секогаш ме бендисува, мислам, оптимизмот кај луѓето, знаете, чашата е полна или полупразна, Бирај, да. Зависи како ќе ја гледате. Меѓутоа ова е процес кој и Трамп го согледа во 18-та година. Значи морал да се случи Трамп, не Трамп, тоа ми е, значи не е прашање на еден човек или на една ова е групација. Очигледно луѓе кои, ви кажав, заборавиле да ги читат вистинските книги, што малце ми е чудно затоа што има луѓе стварно сериозно кои се бават со овие работи, кои ги разбират овие работи. Ова е една од анализите, велат, ние го имавме Макијавели, го имавме Клузевиц, го имавме, стварно имавме стратегија. Сега Европа вика нема стратегија што да прави, затоа што Трамп е, знаете да го играте шахот, вели, ги знаете сите партии на памет. Меѓутоа Трамп го игра поинаку, го игра интуитивно, влечи потези кои не ги очекувате. И во основа не може да ми парирате, затоа што имате интерес. Непредвидлив е, да. Имате држави со различни интереси, имате Унгарија, која одстапува од политиката нова. Имате нов формат на Европската унија. Канада и Велика Британија. Што не се внатре, што нема никаква логика, да. И едноставно оној штит кој го имаше Европската унија е напукнат. Трамп успеа да им влезе и анализите се на тоа дека
Еве, и ако сакате и за таксите, не стана збор за економскиот дел, Да. таксите што ќе им планира да им ги определи на Европската унија, во основа што ќе прави Европската унија? Ќе возврати Ќе велат. возврати, не може. Еднаш веќе возврати, втори пат, до каде ќе оди тоа? Не може на тој начин да се игра. Па некои се тешат дека Трамп нема да издржи во оваа војна, со Канада, со Кина, во исто време со Мексико, со Европска унија, ќе настане рецесија во САД и тогаш ќе биде принуден да се повлече. Се овака го кажувам како што го изфрлаат на Убаво размислуваат, мислам, ја оние што ги читам не размислуваат така, размислуваат и остатоци од неолибералистите кои се уште се надеваат дека е можно стариот поредок да се возобнови, ако стариот поредок е више отиден. Му пројде времето, сметате. Тоа е основата, а не дали е... Па готово, мислам, светот е сменет. Не е веќе униполарен, мислам. Светот се... Тоа дури го призна отворено Марк Рубио, што беше неверојатно. Марк Рубио денеска, видете, некои работи се направени во 90-тите години, така што ова е само рецидив кој е наследен од 90-тите. Оние кои го рушеа поредокот, сега се обидуваат да се повикаат на либералните вредности и традиции дека поредокот треба да остане. Па поредокот е срушен оној момент кога преземаа воени акции надвор од повелбата на Обединетите нации. Така што сега ова е само нешто што нужно следи после тоа. Професоре Звонимир Јанкуловски, ви благодарам за вечерашното гостување и за оваа интересна анализа. Ви благодарам вам. Да, поштовани гледачи, тоа беше се за вечерва. Се надевам го задржавме вашето внимание. Утре во 15 часот нормално ќе имате можност да погледнете репризата. А утре вечер во 20:23 јас ви закажувам нова средба со мене и со нови гости. До тогаш пријатно.